Прво, добар ден, и би сакал да кажам дека денешниот прес се однесува на вчерашната изјава на председателот на Собранието, кој што во брифинг со новинарите најави дека на пратениците кои што поседуваат безбедносен сертификат нема да им биде даден пристап до договорот, истиот да го видат, туку договорот ќе им биде презентиран од владени представници. Прво, би сакал да кажам дека според Уставот и според Законот за класифицирани информации, пратениците кои што поседуваат безбедносен сертификат имаат право на пристап до секој документ државна тајна, а не некои владени министри да ги прераскажуваат тие документи во Собранието. Пристап е да го имате документот и договорот во раце, да го анализирате и да знаете кои се добри, а кои се лоши клаузули за буџетот. Второ, господинот Талат Џафери со ваквиот став не личи како прв помеѓу пратениците, во тој случај прв би сакал да го види договорот, туку се однесува како владен министер кој што ја штити владата и не го интересира како ќе се потрошат 1 или 2 милиарди од државниот буџет. И трето, криењето на договорот е најсилна индикација дека тоа што го прифатиле Артем Груби и Димитар Ковачевски има силни индиции за корупција и за криминал. Секој премиер или министер кој што подпишал добар договор во интерес на државата или на граѓаните, би сакал тој договор да го види јавноста. И обратно, секој оној кој што крие договор од јавноста, само ги потврдува сомнежите дека тој договор е на штета на буџетот и има клаузули кои што се податливи за корупција и за криминал. И на крајот да резимирам, можат Ковачевски и Артем Груби да кријат договори на нивните приватни фирми. Тоа се нивни приватни средства и нивни приватни договори и имаат право да не ги споделат со јавноста. Но секој кој што подпишува договор, каде што врските ги превзема буџетот и државата Република Македонија, има обврска кон даночните обврзници да ги направи тие договори јавни, за да видиме што е во нив добро, а што е лошо или криминално. Толку би имал, повелете, доколку има прашања. Како ви го замислувате начинот на кој што треба да ви биде доставен договорот? И претходно Собранието стимулале информации кои што имале добар карактер, не се формирале посебни комисии, пак на некоја комисија специјално да биде свикана. Како може да се види договорот, на вистина да се види, не да биде презентиран? Се е пропишано во Законот за класифицирани информации. Кога имате безбедносен сертификат, како пратеник треба да го добиете документот кој што го барате. И кога ќе го добиете, има посебен начин на ракување, ќе може да си го разгледате, да го прочитате, да го искористите, бидејќи имате право на пристап до секој документ. И потоа може врз основа на тој пристап да оцените дали договорот е добар за буџетот или е штетен за буџетот. Дали има добри клаузули за граѓаните и државата или има коруптивни клаузули за некои министри. Затоа сметам дека треба да ни биде умножен во електронска форма преку USB стик, во печатена форма, да биде даден на пратениците, бидејќи се работи за обемен договор од 400 или 500 страни, да се даде можност од неколку дена секој од пратениците тој договор да го разгледа, да го прочита, да го проучи и потоа да ги даде своите коментари и критики, бидејќи ние, како пратеници, треба во следниот период да одлучуваме за измена и дополнување на 8 закони. Како пратениците ќе извршат совесно и одговорно функцијата за измена или дополна да бидат за или против тие предложени закони, ако го немаат на увид договорот на кој што се однесуваат овие законски измени кои што владата ги турка во Собранието. И да бидам уште по прецизен, се случува една дискриминација во Собранието. 8 пратеници од ДУИ и 2 од СДСМ, кои што ги подпишуваат овие предлог законски измени,
имале можност да го видат договорот и согласно тоа да предложат некои законски измени за да ги покријат постфестум незаконитостите кои што ги направиле Артан Груби и Димитар Ковачевски, а другите пратеници немаат можност да имаат увид во договорот. Затоа сметам дека власта, ако продолжи да го крие договорот, треба да биде јасно дека тој нема да остане сокриен, а и дека ова што го прават само ги изголемува сомнежите дека има корупција и криминал, а за тоа ќе има и одговорност. Да. Да. Да, се разбира, сме имали искуство во собранието да стигнат класифицирани информации и тоа со степен строго доверливо или државна тајна, да имаме увид во истите и потоа да одлучуваме за истите. Например, таков беше договорот кој што беше подпишан тогаш во фаза на нацрт договор помеѓу Македонија и Бугарија за добрососедство. И ние во јули 2017 година имавме увид во тој договор, го разговаравме на комисија, секој пратеник го имаше пред себе и дадовме наши забелешки, коментари, предлози како може да се подобри. За жал тие сугестии не беа прифатени, но тоа беше еден многу, да речем, соодветен пример, кој што може да се направи споредба дека пратениците имаат можност да направат увид. На крајот од криштата, увидот не мора да биде направен во собранието, ако некој смета дека тука не е се безбедно. Ако некој смета дека нема тука соодветни услови, ќе се направи увид на лице место таму каде што има услови. Но прашањето е во методологијата. Ако некој сака да го крие договорот, тој ќе се обиде да го прераскажува и да не им дозволи на пратениците да го видат. А ако некој е спремен дека договорот е добар и нема коруптивни клаузули, тогаш ќе го направи отворен за јавноста. Да. Значи, според, сега ќе ви кажам точно и во таков случај, прво, според Законот за класифицирани информации, за да класифицирате одреден документ, треба навистина да има некакви внатре, некакви тајни кои што се однесуваат на државната, националната безбедност, стопанската безбедност, научна, некоја технолошка иновација и слично. И во таков случај не можете да изнесувате од таквиот документ детали, но со самото поведение и однесување и изјави на пратениците ќе се насети дали договорот е добар и поволен или е штетен за буџетот и за граѓаните. Но има еден член, 21, во Законот за класифицирани информации, кој што сметам дека е апликативен токму на ваквото однесување на владата. Членот вика: доколку со класифицираната информација се прикрива пречекорување на овластување или злоупотреба на функцијата или друго незаконско действие, односно казниво дело, таквата информација нема да се смета за класифицирана. И втор став, на лицата кои што ќе ја пријават ова информација од ставот 1 на овој член, надлежниот орган согласно Законот за заштита на укажувачи им гарантира заштита согласно со закон. Значи, ние ако видиме во договорот дека навистина е подпишана клаузула во која што некој, спротивно на одлуката на Уставниот суд и Законот за работни односи, подпишал обврска дека ќе плати пенали во износ од 53 милиони евра, доколку нема 60 часовна работна недела, тоа можеме според членот 21 слободно да го соопштиме во јавноста, бидејќи не се работи за класифициран документ, туку се работи за злоупотреба на Законот за класификации, за прикривање на незаконито действие или злоупотреба на службена положба. И јас сметам дека криењето на овој документ и договор е голема индиција
дека Артан Груби и Ковачевски се свесни дека ги имаат пречекорено своите овластувања и ја злоупотребиле положбата да потпишат договор кој што е незаконит според ова законодавство. Кој да соопшти нешто што е незаконито, а не спаѓа во доменот на класифицирани информации, според членот 21 од Законот за класифицирани информации ќе биде заштитен, бидејќи направил потек за заштита на општото добро и државниот буџет. Не. Ковачевски не одговори на нашето писмо, иако му го испративме со име и презиме, но нему очигледно му е полесно да комуницира со господинот Талат Џафери, бидејќи, како што кажав, Џафери се однесува како владен министер, а не се однесува како пратеник, кој според уставот има обврска и надлежност да ја контролира владата. Благодарам многу.